Добар, убав, среќен, весел, расположен ден, драги гледачи. Така сме и ние екипата на Вкусот на традицијата. Така се чувствуваме тука во етно селото Златно Буре Кучково. Верувам дека многумина од вас, кога вака убаво ви оди работата, нели? Која ќе ви тргни, како викат, леле, вика, како ми тргна, вика, како оди подмачкано како алва. Нели сте го слушнале тој израз кај нас? Оди подмачкано, бе, вика, како алва, нема проблем. Тоа што значи? Дека нашиот народ и во минатото алвата ја ставал секогаш, дури и пред лебот ја ставал. Кога ќе имало алва, прво се трчало да се купи алва, а потоа дури леб. Значи, алвата од секогаш ја има во македонската традиционална кујна. Имало алва за поневеста, или ја нарекувале невестинска алва, или старинска алва, за слави, за имендени, гости кога доаѓале дома. Тоа е наједноставниот рецепт, а дури децата ја сакале повеќе од чоколадото. Затоа што чоколаду и немало во тоа време, но кога ќе добиеле, тие се навраќале на алвата затоа што сепак традицијата ги научила така. Мајките и бабите правеле алва. Дали е невестинска, дали е старинска. Таа ни доаѓа од Африка, од Блискиот Исток, меѓутоа од влијанието на Отоманската империја, кај нас веќе станува традиција. И во Македонија ја имаме најубавата алва, таа што се прави со таан. Но оваа домашната е таа старата алва, уште од турско време останато кај нас. За да ја направите таа алва, вас ќе ви биде потребно една чаша масло. Со една чаша која ќе земете, со неа се ќе мерите. Една чаша масло. Со иста таква чаша 2 чаши гриз, 3 чаши шекер и 4 чаши вода. Една чаша ситно сечкани ореви, кора од еден лимон, сок од еден лимон. Сега во поново време додаваме и нешто за вкусот да го оплемениме, иначе до сега е баш тој старскиот рецепт. Ќе додадете една полна лажица со врв какао и ќе дојде како чоколадна алва и едно мало кафено лажиче цимет. Да преминеме на работа. Многу е битна постапката и редот како се започнува. Најпрви се пржи гризот со оревите. Значи ги ставаме оревите. Колку има повеќе ореви, толку е подобро. И ќе го ставиме и гризот. И почнуваме да мешаме. Кога ќе го почувствуваме првиот мирис дека, знаете на брашно кога печете, кога ќе почне да ви мириса, тогаш е времето да се додаде маслото. А сите други состојки ги ставаме отпосле. Мора малку да се запече гризот, за да биде алвата уште поубава. И алвата исто така се прави за време на постите посебно и за постните слави, затоа што е постна. Сега, во денешно време, ќе ви кажам, ќе ви откријам и една тајна што можете да си ја доставите кога ќе ја правите алвата. Ако сакате, можете бело чоколадо за готвење при крајот да доставите, или гответе, или ставете темно чоколадо за готвење. И под ваш избор, дури може и по 200 грама да ставите.
ќе биде уште поубава алвата. Еве веќе се шири убав мирис. Почнува веќе да се пече. И постојано мора да и дворите на алвата, тоа да знаете. Штом почнете да правите алва и веќе не се тргате од шпоретот. Еве, го добивам тој мирис како напечен лешник. Така, гризот кога се пече, има таков мирис. А сега ќе го пржиме затоа што ќе му додадам масло. Сега го додавам маслото. Еве, веќе ја промени бојата. Така, го додавам маслото. Сега да се пропржи малку со маслото. Еве, веднаш слушате звук на пржењето. Едно 5 минути да поминат во пржењето и потоа ќе го додадам шекерот и водата. Ова е прекрасен, убав гриз, како прафе. Мислам уште е подобро таков гриз да користите, оно што е за бебиња, за кашички. Полесно и побрзо ќе биде готова алвата. Така. Еве убаво си крчка. Сега да ја подготвам водата. Ќе го додадам сега шекерот. Така. И промешувам. Сега ја додавам првата чаша вода. Така. Сега ќе ја додадам втората чаша. Температурата на огнот ќе е намала. Сега се намалува веќе. 2, 3, 4. Така. И сега ќе додадам кората од лимон и сокот од еден лимон. Така. Ова е, значи, едно од најубавите зачини за десерт, кората од лимон. Така. Ќе го додадам циметот. Го промешам. Тоа ќе се растопи.
и ќе го додадам какаото. Какаото ќе го растворам со ладна вода. И мешам овде. Не смеам да ја оставам. Леле, како убаво мириса. И ќе си имате едно плехче, каде што кога ќе се свари алвата, ја претурате во плехчето и ја оставате да се излади, а потоа треба да се пресече или на коцки, или на штангли, или на баклави. Еве таа веќе почнува да се згуснува. И на самиот крај ќе го додадам раствореното какао во вода. Уште малку вода ќе капнам и доволно. Ете така. За да не се направи грудчиња во алвата. Така. Еве. Она почнува веќе да се вари и ќе оставам подолго време да се вари се додека не почувствувам дека е доволно, можеби 15-20 минути сигурно. Кога ќе почне веќе одозгора да фаќа меури и воздух да излегува нагоре, тогаш веќе и кога ќе почне да прска, тогаш значи е готова. Еве. И тоа се треба на тивок оган. Оставам какаото. Така. Промешувам. Еве. Ние не ставивме чоколадо, но затоа имаме какао. Многу е битно да е оганот тивок. Еве. Дури уште ќе намалам. Да. Така. Значи, мојата работа останува да си мешам додека ја направам алвата. Леле колку е добро ова. Во меѓувреме ќе става малку масло, да не ми се залепи албата, малку, иако има во неа масло. Така.
и краевите, за да можем полесно да ја пресечам. Еве како изгледа нашата алва готова. Исклучувам ревната. Еве, а веќе вади меури пука одоздола. Сега ја префрлам во тепсијата. Значи, гледате каква конзистенција треба да има, треба биде вака густа. Сега вака. Сега убаво да го средам тенџерето. Гледате, таа и не се ни лепи за тенџерето, затоа што има масло во неа. Така, сега ќе распределам колку се може подеднакво во тепсијата. Тука може би повеќе металната лажица ќе ми заврши работа. Или може и ова, да, доволна. Еве, таа сама си се формира веќе, затоа што е добро сварена. Па не ја користам веќе. Ла-ла. Еве. Сега можете да и наросите и мелени оревчиња од озгора. Сега не ви кажав како комбинација да знаете, доколку немате орев. Што правиме тогаш? Тогаш ставаме кокос. Ако немате кокос, доволно е да имате лимон. Ништо друго не е потребно. Еве, драги мои, нашата алва е спремна. Дали за слава, дали за невеста, само нека е за убаво. Еве. Ке чекам да се излади, ке ја насечкаме на коцки и се гледаме со вас на трпезата. Да уживаме во овој вкус. Еве, драги мои, како ни излезе нас невестинската, старинската алва. Прстите да ги излижете, прстите да ги излижете. Еден плех направивме, но дали ќе стигне за сите, тоа не знам. Како локумче ова, види го, Нешто прекрасно. Ау. Како се лизга низ устата, сладка, а еден тон кисел од лимонот, кората од лимон, оревот. Ова е чудо нешто. Навистина, алвата, да, еве токму онака, и нашето снимање денеска баш се лизгаше како алва. За мерак нешто. Верувам дека ова ќе го направите и знам дека ќе бидете воодушевени, восхитени. Драги мои, јас уживам во овој вкус. И сите тука во Златно Буре Кучко
уживајте и вие. Животот е многу краток, се што ни дава Бог, уживајте во него. Дали е храна, дали е вино, дали е пријатели, семејство и така натаму. Дали сте знаеле една вистина за големите луѓе? Кога ќе слушнете, се повлекол во тишина, отишол во планина, го нема нигде, не знам ова, не знам тоа, понекогаш се чудат луѓето. Кога всушност големите луѓе бараат тишина. Зошто? Тоа е единственото место и единствениот простор каде што можете да се слушнете самите себе. Затоа не испуштајте можноста да заминете на планина, во апсолутна тишина, во звукот на, да уживате звукот на песните, на пилињата, на природата. Сето тоа ќе ве направи посреќни, поведри и порасположени. И кога ќе ја направите алвата, исто така ќе ве усреќи. На здравје, се гледаме!